И така, значи, добър вечер, събота на вечер, 19 часа, како и секој пат. Мегдан кој на бате бране и неколку прекрасни луѓе кои намираме да даде една прекрасна идея. Иначе да ви кажем, пред неколку дена, возам тук негде пред Белград со жената, возам не много, 110 на 120, най-много с мотора и от едначка заплюскувен дощ. Аба плюсък, шо ти кажа, мокър, шо... Возам, ама не ми се воза. От еднач усекам нещо, жената ма брише и се разбудвам, жива вода изпочва. Викам, шо тераш на мотор барляки на барляко? Иначе у живота не съм скачил на мотор, ама за моя среќа имам такви приятели, защото цел живот са на мотор и кога ги пренеса от нивните инспирации, нивните убави спомени, исто се усетим како и аз да съм бил со них. И причината за вечерашните гости е малко по-голема. Значи, луѓето се делили на моторджии и на шо беше друго? Паметни. И на паметни. Значи, со мене ва вечер са специално гости Любчо и Калипсо или Калипса. Калипсо е по-старски. Да. Не ли? Да. Добре. Атанасови и Мите и Убавка Вегови от Гергили. Бидейки сега сме нели с Гергили, тук сме едно време бема, къде бема млади, ама сега още повече. Значи това прекрасно дружство, тия два брачни пара, ни повече, ни по-малко, така една фина, кратка екскурзия направи от 9,5 километра. Шо мислите, сгреших ли? Не съм сгрешил. Точно. Значи, гид, гел, нали? Гид, гел, ще вика турците, 9,5 километра. Е, тук е темата. Значи, луѓето ги делят на моторджии и на, да не кажем, памет. И на памет. На мен повече мотивацията за нивното гостуване е не само километражата, тук и обвръзката на тия два джентлмена да си ги вземат съпругите и да ги малтретират. Това за мен е малтретиране, ама от изкуство и от разговор с них добиях печатък дека не са малтретирани, тук уживали. Да им посакам добър вечер, първо. И бидейки много е кратко времето, дойдехте се само пред някои 4-5 дена, така ли? Точно. Още вероятно и спомените не ми са средени, но еве и аз се вземах за право да бидете гости кај мене, заради това, що подготовките за това со Любчо ги правяме още пред да тръгнат. Що значи се е спремно, така ли? Така се. Еве, да почнем от дамите. Първо, би си казал, како го очекувате моментът? Бавче, първо ти. Самото тръгнуване, как биете спремно? Моментът веќе е после толкова години, значи се спремаме на бързина, не ни трябва толкова време. И аз, ова ми е 17-то рели, значи почнувајќи од 98 година, скоро цяла Европа, сите земји. Меѓутоа сега малко беше по-голем изазовот и предизвикот, затоа што требаше да одиме Финска, а во планот сите овие 17 години ние кога ќе се доближиме горе до Норвешка, до Нордкап, да го посетиме и тоа место. Така да имаше една по-друга инспирација и припрема психичка може повеќе отколку другите релија кои одевме во други земји во Европа. Подготовките веќе ни е познато, тоа што е потребно, ставаме се у куфери, шатори, маси, столчиња, се има место за се, значи носиме се со нас. Кафе исто си припремаме и ние како вашето убаво кафе.
И не ни треба многу. Што рековте и на почетокот, само е желбата да се освоят нови простори. Се трга и освојувањето на новите простори, да. Добро. А за мене, нели, ветркала е опасен ризик. За мен, нели, човек кој не се качил никой пат на мотор и всеки пат съм разговарял, мен немам било на 4, на 2 паичи. Но, на краю краища ти се комотни мотори, от изкуство, разговаряйки во тај период изминати со Любчо и се неговата екипа, другари и пријатели, дојдех до заклучок дека таа туристичка категорија на мотори се со специфичен комодитет, значи да можеш да го издржаш, нели сепак тај. Така, јас прво моје качување беше 98 година на мотор, инаку и јас не бев многу љубител на мотори, меѓутоа кога сопругот оди на патување, редно е, нели, и убаво е да го прати. Па добро, и на венчално така пише. И у добро и у зло. Мите има обичај да каже, првото рели која ни беше, ја оставив месец дена да вежба на греда, да знае да седи на греда, за да може да издржи на мотор. И првото патување Шведска, значи исто 3000 км, доста далеко. Неискусна јас никако на мотор седење и така, меѓутоа издржав јуначки и се вративме здрави и живи и од тогаш реков дека секој рели наредно ќе одам, значи ми се допадна и искуството, е задоволство. Купивме покасно мотор туристички, значи јас имам обичај да кажам, тоа е како двосет кола, меѓутоа вака поставена вертикално. Да. Доста удобен, мислам не се осеќа толку умор како на другите мотори кои се не се брзински мотори и така. Така да навистина е уживање. Дури има моменти и кога и дремка да не пати, може и да си преспиеме. Значи, толку е, не ги возиме брзо, има комодитет, не возиме со големи брзини, значи стварно е уживање да може и природата да се види, да се осети тој воздух директно го осеќаш, значи многу е подруго чувството возење во автомобил и на мотор. Така да, стварно, мислам, со нетрпение изчекуваме секоја година кај ќе одиме и кои земји ќе ги посетиме и така, нови доживувања. Во неколку разговори пред да тргнат, Калипса, знам ти беше така прилично сериозна, тешко може да справиме бецу, не, ќе одиме сега тамо, и после се тргна и готово, шо бе? Па, моравме да имаме припреми, поголеми, како што кажа обавка и психички, и физички што велиме. Не беше некој проблем и ние сме помлади, меѓутоа имаме одно на тие фим релија, знаеме што треба да влезе. У мотору што може да влезе. Овој пат имавме плюс 2 торбици, затоа што моравме да бидеме не само летно и зимно спремни, бидејќи нагоре е постудено. Еден куфер имаше специјално за храна, што викаш дичини, чаши. И немаше проблем. Сервиза мора да си носиш. Да, обврзно, се носиме. Чудно е кога ќе видиш што се вадиме ни од моторо, ама веќе има некоја навика на пакување и тоа е тоа. Иначе самото патување беше прекрасно. Дали се појавува некој пат желба вие да застанете зад кормилото? Да повозите или не? Уште не. Не. И кај мене, не, на тој мотор. Не, По-добро е од позади. Си уживаш, си посматраш, не се замара со возење. Значи, сепак големиот товар на возењето е на машката страна, така ли? Ама вие ги носите повеќе спомените, изгледа. Ние имаме повеќе време за да разгледате, убавините ги носите у главата, така ли? Да. Добро. Ај сега малку од прилика да ја објаснеме цела таа тура, како беше организирана, бидејќи бевте колку пара, еве, можеш ти, Мите? Значи, јас пред да почнам за главната, бидејќи ни темата ни е Nordkapp, таа точка која е предизвик дефинитивно за сите моторџии на светот, не само за Европа. Тоа е точка која е најсеверниот град на најсеверната точка за Европа, но не само, има уште посеверни во рускиот дел. Но ова е така има своја историја која навистина доловува и го тера човека да мисли на тоа место, се додека не оди.
бидејќи самото име добило таков имидж да од цела Европа моторџиите, тоа е исто како аџија да не оди на аџилак. Или би споредили уште поекстремно, планинар кој се качувал на сите планини во Европа, не отишол на Монт Еверест. Споредбата можам слободно да ја направам така, бидејќи тоа чувство ние го осетивме на Нордкап, кога се сретнавме со неколку моторџии кои беа на FIM релито, па продолжија за Нордкап, и кога се видовме таму на глобусот, кај што е најсеверната точка, радоста е како е на нас, беше така и на нив, французи, енглези, пољаци, и се радуваат исто како што и ние, бидејќи нашата припрема, како што рекоа и девојчињата, поодавна тоа желба. Да се усвои тај врх. Така е. Значи, тој е предизвикот всушност. Всушност, тешкотијата на тој пат, должината не е ни толку, ние за Шпанија кога бевме, 12.500 километра поминавме, но во други услови. Овдека е сосем друг услов за возење. Значи, дош, ладен дош, леден дош. Како се движиш кон Нордкап, самата вегетација покажува кај одиш. Да дојдеш на крајот на Мов и Ирваси по патот. И на крајот Гола Карпа, кој е островче, но сега норвежаните направиле тунел, под морето се поминува, порано беше со брод се поминуваше. Тоа е всушност правиот предизвик што носи, што го дава тоа чувство и јачината, големината на моторџијата, која ќе се врати и сувозачот и возачот, е подеднакво иста чувството кога ќе се вратиш и кажеш кај сум бил. Тоа разговарање со моторџи на FIM релито се собираме. Това е титула изгледа. Ти добиваш некаква титула. Па добиваш сертификат. И во сертификатот пишува, односно во проспектот за Нордкап пишува секој што ќе стигне добива сертификат и е член на Ројал клубот, на кралскиот клуб на Нордкап. Добро. Јас тук сакам да кажам нешто многу важно, извини като прекинам, но многу е важно. Често пат се загрижено за одредени групи на луѓе кои се бават дали со спорт или со одредена страст. И сите тие луѓе кои се мали групи, кои се појават на такви светски настани, ние ги испраќаме буквално сами со ништо. Значи никој ништо не им помага, замислете го ситуацијата, сигурно тамо е било нашето македонското знаме, сигурно македонската химна и вие како екипа и никој, значи бехте ви, значи имахме членови на светското првенство, човеци. Значи на светско првенство бе нашите луѓе, нашата химна се свиреше, а никој не обрна внимание, никој не. Јас да сум, например, на секој член минимум по 1000 евра, да имат тамо тие луѓе. Нели субвенции треба и за тие луѓе? Значи јас така размислувам за таквите луѓе кои одат, нели, кои го представуват државата. Оти сигурен сум, тамо колку држави се појави? Еве Лјупче повели. Па беа повеќе од 50. 50 држави. И македонското знаме там. Малку. Најголем. Интересно, да. Интересно, ние оваа година бевме најмалобројни. Ради некои услови. Далека километража, планот да се оде до Нордкап после, плюс додатни трошкови и километри да се издржи и физички и психички. И бееме 4 мотора на FIM релито. Мислам, оти најмалку до сега. Најмалку. За Естонија имаше повеќе. Да. Во полоши услови. И самото влевање у салата тамо, го гледам македонското знаме на средина најголемо. Од сите. Браво. Едно чувство ме фана така викам, види убавина. Да. Па добро, од тај аспект јас мислам дека треба малку повеќе да се воде преку тие федерации. Сметка за дури екстремните луѓе кои сакат екстремно да живеят, нели? Това е екстремно да издржате 9000 км и никој, значи, точно дека Киев се плаке. Ама не само Киев, ти представуваш држава. Значи по автоматизм треба некој да вода сметка, да каже, добро дојде Мите, как поминате убавче, ајде,
Точно, тук е одредена нашата сатисфакција. благодарност за вашата телевизија, што испуштивме може на почеток да кажеме, што вие сте први, премиерно, еве, не давате, ќе оди емисија на телевизија, значи некој го забележал. Уредно, Това наше медиумски, пътуване, да. Медиумски, да. Това трябва да се обърне внимание. На края на краищата за мен е по-амбасадорска вашата функция, мисионерска, отколко некои амбасадори ще трошат не знам колко илядници евра, а не е бил за нищо. Никой не чуял за Македония, а вие ота там. Така да, кажи. Кога веќе на тема како ја представуваме Македонија, најинтересно е во едни држави нордиски, каде што не може да видиш жив човек президента, мислиш дека луѓето ги снема или сите се на одмор. Кога е парада на нацијата, напред оди Македонија, плаката, Да. се 3-40 километра околу местото каде што е организиран фим Арелито, и одеднаш од земјата никнуваат шпалир на луѓе, од најмали до највозрасни, и тоа е сето тоа проследено со Аплаузи, со поздрави, па Македонија ја слушаме и кожата ни оди горе, Страшно. да ни летне кожата од телото. Тоа чувство не може да се доживее ако не си таму. И плюс тоа, кога ќе се завршува таа парада, значи во плоштадот, на плоштадот на градот, веćinom е организирано со дочек на градоначалници и не поздравуват со химната. Браво. Со химната и тоа чувство. Знаете, ние моторџиите не мислат чаламџи. Ние сме овој тип на моторџи, сме скромни луѓе, го сакаме тоа да го доживееме, се снаоѓаме, можеби многу подобро. И за државата е подобро, и за самиот град од кај тргнуваме е подобро, така да се направи малку, да се дигне прашина. Не да се организират, да водат сметка за таа структура на луѓе, кои се обожаватели на тие, така да ги наречеме, нели, долги вожни освојувања на врвови, што викаш ти. Значи, ако одеш ти на Монт Еверест, сигурно државата ќе вода сметка да ти даде некои дотации, донации, не знам што, не знам как, да ти помогне, нели? А тука се е сведено на вас финансиски, самите да го покриете од това што имате одредена желба. Значи, сепак ви сте репрезентативна функција на еден народ. Добро реков, ние сме репрезентација на Македонија таму, не сме ние... Значи, знам дека вие двата пара и уште другите, кој бе со вас? Другиот беше Васко Каковски од Скопје, пријатен дечко, еден за дружење, за возење, и Георги Несторов, Зрно. Тој отиде до Финска само, до Фимрилите, го истера и потоа се врати назад. Ние трите мотора, со Васко и со Мите и Убавка, продолживме на кај Нордкап. Да, браво. Добро, јас тук би направил малечка пауза, одрежам некои пуштат малку музика и после ќе почнеме така малку по-детално да влеземе околу самите приказни и самото пътување. Веројатно имате спомени, анекдоти, смешни, интересни ситуации, баш би сакал да ги пренесеме на нашите гледачи, да го задржаме вниманието, па може би до година ќе се појава и некој интерес. По-млади некој ќе каже, чеки на Батмите друштво да правиме. Дај Боже. Липче, Јас ја имам таа можност, еве сега во моментот пред паузата, ако не е веќе пауза, да кажам едни пофални зборови за овие двајца млади, помлади од мене, многу, кои би били ученици. Гордоста моја е уште поголема, што чувството кога го одам напред, кога позди мене идат едни млади кои гледам дека ќе продолжи тоа. Уште помлади има и со голема желба. Они двајцата посебно ми се толку драги кога патуваме, толку сме си и почита едни према други, иако и јас постар негош поизнервирано делувам, ама така ми е задачата и улогата на мене, а они се толку а они толку културно си прикјутуваат и се исправаат понекогаш грешки кои настанат и во моторџиството да се постигне да се вози, можеби во другиот дел ќе стане збор, тој дел сакам да го објаснам баш од тој аспект, а Лјупчо ќе каже од друг аспект, еве дека продолжи, мислам, што се најави. А малку музика и се враќаме пак во студиото. Да, драги пријатели, значи, верувам дека го држаме вниманието, заради това што
Најбогатите луѓе на светот се луѓето кои имат убави спомени. Значи има една кинеска пословица која вика пари, 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 ама над парите убавите спомени. А луѓе кои имат желба да прошетат на некој специфичен начин, како што се нашите гости со мотор, па таму негде некои си 5-6 илјади километри и 5-6 назад, по автоматизм се полни со спомени, анекдоти, случки и мислам дека моето говорење тука би било без врска, туку баш би се кал вашето патување од прилика од сам почеток, субирање во Скопје, сетото дружење, екипата, како тргнавте на тоа патување? Јас би кажал така, како повозрасен, баш од тој дел кај што значи таквото патување, а Лјупчо бидејќи снимаше, он е по-упутан во таа тема, би сакал он да ја објасни, бидејќи има и речите, он изборлив е за таа тема, знае да го опише многу побо преку збор и преку камера. Јас би го кажал ова за идните генерации, односно за луѓето кои сакаат да одат на ова патување. Значи, и кога одиме на Фимрел, бидејќи ние поодавна одиме на ова организирано патување, јас сум одавна моторџе, но дифтар бев, не одев организирано. Кога се паметот се враќа, човекот како созрева, му идат и други идеи, но тоа не е темата. Сакав да кажам дека дефинитивно мора да постојат правила. Правила кои мора да се почитуваат. Ние тоа го имаме, затоа и ми е драго да патувам со овие луѓе, бидејќи иако релативно млади, не се ни млади, во ова веќе они имат 5 торели, тоа е веќе зрелост. Да. Повеќе, пардон, се извинувам. Тоа е многу опасна работа на моторџе да му земеш некоја такво. За вас се мислев. Ама и тој ни беше од екипата. Нека би опростите. Значи, 8-9 кој ви е? Релативно зрели. Голема бројка. Голема зрелост. Но, јас ќе кажам, токму ради тоа, не од денеска, значи они од почетокот, кога првите релија почнаа да ги прават, се осеќаше кај нив едно воспитание, едно културно однесување, култура, за моторот бара култура на однесување. Дисциплина и правила. Одговорност. Тоа е на вистина, некој ќе каже се качија на 2 тркала, стигнаа браво. Не, тоа долго патување, ние 12 дена нон-стоп возевме. По 800 до 900 километра просек ни се фаќаше. Значи 12 дена. 9 саатот или 10 наутро, навечер оти нема ноќ, по саатот одиме, ајде 9-10 веќе треба да најдеме место за спиење. Знаеш, друго што ме интересира. Извини сега, може би имаше друга тема за објаснување, ама, например, знаеш, сепак мотор е мотор. Дали вие имате некво возило што на вас ве следи во случај, нели, не дај Боже, дефект или не знам шо, нели, треба се некво возило, не знам јас како. Имам видено, знаеш, на времето малку повеќе патувам, мада и сега по тие турнеи театарски ово, и често пати ни се случува групи, мотори, 7, 8, 10, бррр, ке не поминат, ама обавезно ние ги следи некакво комбе. Комбето е обавезно со некакви делови од мотори, не знам шо има, може би медицински персонал ги следи. Не знам, не ми е јасно тоа. Вие како сте организирани? Тоа го прават, вие рековте преска, тоа го прават големите држави, по-богатите условно кажено, Германија, Италија, со пратече возило, така наречено, кое ги прати со сите тие моменти, но не само тоа, ако ја отвориме таа тема, германците кога идат, федерацијата им плаќа на нив се. Значи, до толку па ние па уште појаки сме. Добро, видите, љубов. Силно од се. Иначе, околу тргнувањето спомнавте, секој рели се тргнува од пред соборниот храм во Скопје. Добро. Значи се собираме сите кои ќе одиме на пат и плюс колегите кои не идат таа година со нас да не испратат. Порано се тргнуваше од Автомотосојузот, кога они беа како организатори на вакви патувања, сега тргнуваме од соборниот храм. Попот иде, пее молитвата за добар пат, добро време и така натаму, ги попрскува и моторите и се, и навистина
Не се зарече. От благарите Много нещо ни да значи. изваде от благарите някаква паричка. Много ни значи тоа што еве тргнуваме од пред црквата, наистина. Добре. И од црквата натаму веќе го продолжуваме патувањето. Оваа година ни беше низ многу држави поминавме, еве. Любче. Возачите. Беше возење. Да. Беше здраво, машко возење. На враќање застанавме во Врање, кај моторџиите. Од кај се враќате? Од Нордкап. Јо, од Нордкап, седите, причајте како. Како? Колку дана? 15. Луѓе, ви сте се убили од возење. Да, чим 800-900 км. Луѓето планират ги тие тури 20 и повеќе денови. И ако нема режим, правила, како што кажа Мите, стварно нема шанси да се оствари това нешто. Прво мора да имаш цел, дека одеш, да си направиш план со луфта, не дај Боже нешто откаже, нели? Време, не може иста брзина да се вози и по дожд и по... Нема шанси, да. И се знае, се возят 150 до 200 км, И се прави пауза. се прави пауза, кафенце, Кичма да изправиш. сендвичче, кичма да изпанавиш, да се размрдаш малко. Ние на име на бензин тоа го кажувам, ама за да се размрдаме малко. Иначе бензин треба да полни. Да. Обично на 200 км се става бензин, се допълнуват резервоарите. И така 4 пати од дено и доколо видиш, дено поминал. 8 до 10, 12 сата. Дойде 8 сата, се тера хотелче, нещо, шо ќе одговара. После се прави седенка неко, исто да се опуштаме, неко чашка раки, салатичка, Да. Нещо ме шали. интересира. И ме интересира, например, знам дека западниот свет доста возе мотори у однос на нас. Има кај нас само повеќе се скутерджи, некои ситни моторчина, не. А такви тешки мотори, ми се чини дека ги има многу на запад. Много. Скоро беше една група од Загреб, 4 такви мотора и аз ги наречех камиона мотора. Ама камион да чу. Ама страшна работа. Толков. Тука бе застанни кај Вардар, кај Јаворте тамо и дојде, значи, 4 пара господини и господи едни, се застана културно, ама страшни мотори, со камери, со се, опасни мотори. И мислам дека таа бројка на мотори кај нас, тие тешките, как ги викате, туристички, Да. се многу по-малко однос на другите мотори, не ли? И изгледа и по возраста, мислам дека тие брзинските шосе најобично ги взимат младите од имат бензино газо и мислат треба да полетат, не ли? Да. За разлика од таа возраст што сте ви, значи на вас ви треба комодитет, значи сакаш ти да освоиш неква далечина и од тај аспект го имаш тај, не ли? Тие мотори се конструирани за долго возење. Да. Значи, не дали имам желба јас да освојам нешто. Јас сум возел брзинец. Од Гевгелија до Велес, 3 пати ќе застанам кога ја ги на бензин. Не еднаш. Или пола пат. Значи, тоа е разликата. Тоа е на запад ние процентуално не сме слаби процентуално, да ви кажам. Ние Мислиш со број на мотори? број на мотори, посебно туристички од типот на Голдвинзи, да кажем, како што и јас имам. Сега, ако во наредните периоди има наговестување, уште 2-3 случаеви кои ми наговестија дека ќе дојдеме до такви мотори и да не поледнам на така, ќе бидеме како тие загребчаните што си ги видел. 3-4 Голдвинзи ќе застанат, тоа е веќе појава. Појава, не ли? Појава е. Но ние како мала држава, ние во Шпанија, ќе ви кажам, бидејќи Шпанија е атрактивна, топла, 45 мотора бевме. Од Македонија? Од Македонија. Такви големи? Не се големи, но имаше 5-6 Голдвинга. Браво. Значи, има над 10 Голдвинзи во Македонија. Само што, знаете, не е само моторот. Треба и не е опрема, треба и желба, треба и чувство, треба и нешто друго кое зборевме пред малку. Тоа е и потребно и материјално. И материјално тоа е многу. Финансиски треба некој да го Треба помогне да. това.
веќе, не знам аз колко е спорт, колко е, и аз пак ќе кажем, за мене да тръгнеш на такво пътувание е репрезентативна функция на една държава. Огледало на едно общество. Ние сме от ситуация ние да водим сметка за държавата, а държавата не да води сметка за нас. Во однос, нали, на цел свет, посебно там да ще сте видя, скандинавските държави. Там се води сметка за всекой човек, мора да има обезбедено се и сещо. Имам доста статии читано и убави документални филмове за них. Вика, там ако имаш приходи от 1 милиарда, 70% на държавата оставаш данък. 70%! Да. Значи он не развисли от ки ги остават и 70%. Много значи. Ти заработва. Много значи, ова што го зборите дека е репрезентативно навистина, бидејќи организацијата е на европско ниво. Значи ние таму се собираме на Фим Релито по околу 4000 мотори, пример. Од цел свет. По двајта да ги ставиш 8000 луѓе. Престижно е која држава ќе го добие Фимот да го организира. Зошто? Затоа што туристички градот што е таму, 8000 или 5000 луѓе по €1 да остават дневно, по едно, а ние знаеме да нели кога веќе уживаш, веќе си тргнал. Уживаш, друго европските со нивниот стандард и така натаму. Значи се купува, се шета, се представува државата. Мислам, тоа е како организација на Евровизија. Секоја година конкурираат државите и која држава ќе го добие филмот. Унапред се знае 2 години кај ќе биде филмот, кој ќе го организира и така натаму. Тоа што велите дека сме репрезенти, да, затоа што се среќаваме со луѓе од цела Европа, од кај сте, од што сте, тука е дружењето многу големо. Там не пише нигде ни филм, ни нешто Република Македонија. 3 дена интензивно, активно се дружиме на тие екскурзии, на забавите навечер обавезно има забави, на крајот завршува со размена на мајци како фудбалерите што си ги менат. Па нашите мајци, можам да ви кажам, со тоа Македонија ги носат низ цела Европа, значи и најубави мајци сегаш сме имали. Најубави, и ги носи цела Европа. И тоа навистина е... Дека турците, например, се воодушевени на нашето знаме. Турците најмногу го сакат нашето знаме. Вика, најво знаме на света имат Македонија. И тоа многу значи за нашата држава, ние си ги кажуваме нашите убавини тука и така да... Ние плаќаме и котизација за тоа. Од 280 евра од човек. Плюс додаток е тоа, бидејќи ние не одиме, пак ќе кажем, значи да не разберат гледачите дека сме тргнале да шетаме. Прво ние основна задача ни е представувањето на Македонија. Тоа ни е прва основа. После тоа одиме понатаму. Таа котизација да зема таа државичката наша. Она барам това да го плати. Добро, ајде ли не влегувам, јас многу почнах да јавам трици. Любчо, ај малку по-детално околу самото пътување. Повели. В смисъл по-детално. Времето как ви се погоди, устар, почето, как беше, некои случки и Липса ќе каже интересни случки она. Само кюта и ги прате случките. Времето беше прекрасно до Полска. До Полска? До Полска. Полска залади малко, извозиме и до Литванија таму влеземе, после спиење у Латвија, кога не затапа дош. Там беше топличко, имаше 14-15 степена. Тури им си, кад си ги то премиеме, се починаваме полека. Значи аз арма съм сънувал. Това не, излева. Излева. И па горе-доле до Талин. Там, кога застанаваме на брода, да се префърлиме према Хелсинки, престана дощчето, почекаваме малко. Интересно беше, бродът тръгнуваше от 10 по саата. И по брода натам навам се шуткаме 2 саата, излееме у Хелсинки, мислиш заваги слънце. 12,5 саата. Нокта. Да, има некој мрак, ама светло гледа се, као работят уличните. Добро тръгнаваме, таму не фана студо веки. Там беше под 10 степена. Под 10? Под 10 беше. Ноките оти, денца се качуваше. 200 км извозиме до местото
до Тампере, дек шо пристигнаваме. Тамо пристигнаваме негде кај 2 сата. Денско време. Денско време. Бели ноки. Бели ноки. Отварање шатори, спиење. Се спремаваме. Изтераваме го дено, бееме на забави, тамо ќе има снимки и од них ќе се презентираме. И после завршетоко на сите церемонии тамо тргнаваме нагоре. Мен на мотор никой път не ми се е приспивало. Арно, тръгнаваме нагоре, возиме, а още малко. Обично знаем 8 сата как дойде, замрачува се. Ки правим пауза. Това не е замрачува. Вози, за сато 11. Айде преспияваме. Найдем едно хотелче там, къде един русин, Уфинск. Преспиявам, станавам се бале. Наспи ни, тръгни на мотора, ти се спи. Не се погоди и времето лошо. Мислям лошо. Дойш и ладно. Си се опремиме малко повече. Си докупиме опрема. Там на Скандинавията има някои нови опреми, шо не ги има тук. Специални чизми ги викамите за рачките на мотора. Цяла чизма, као чизма отворена от двете страни, криво. Ги покажем на снимките там. Пластика ли е това? Това е платно, некоя вода не пропусна. Ага. Се връзува от едната страна и си ги мушнуваш ръцете в рачките. И се возиш. И си возиш без проблем. За да не те върне, да не те влезе. И ветър, и ладно. И ветър, и дожд. Дождът не ни смета толкова, колко ще ни смета дощ и ладно. И ладно не ни смета много. Ама дощ и ладно е лоша комбинация. И раците са най-усетливи. Купиме си такава опрема и тръгнаваме. Дойде момент, ми се спи и се вали, тръгнуваме 8 по сата. Тръгнеш. Абре, нема, дръж се. От и група много по-лесно. Ми те воде. И аз го пратам и само него си го пратам. Госпожата отзад, нека снима, нека слика, нека гледа обавини. Значи един фактически воде, така ли? Он е координатор, он вода се и другите го следят. Да. И няма отстъпка от това, мора така да биде. И най-тежко е да водиш. И е най-правилно и най-сигурно. Значи taj ще е напред мисля на сите, На цяла група. на цяла група. Повече гледам на огледалото, него напред. Да. А морам и знаците да ги гледам. Да. И мора да се оде по тия правила, за да функционираме. Секој моторджи има своја задача во тој От тимо. во тимот. Лјупчо најчесто вози од и поискусен е, го оставаме него позади. И тој што е позади, јас во друга прилика возам најчесто позади. Да. Значи чистач се вика тој. Тој па прати други работи. Значи тој што води напред е најтешката задача. И Но тај отзад. нема и оној што е позади мене, и позади него, и последниот, секој си има правило кое мора да го почитува и има своја улога. Улогата и задачата е да се има растојание не само еден позади друг, него и бочно растојание. Значи мотори се возат едниот, ако јас возам тука, Да. овој што е позади мене десно фаќа. Он ме прати мене, јас не ги пратам на таа тема, јас одбирам патот кај до. Ако одам на десно, он одман лево оди, а овој позади па десно, така да дојдеме преку еден мотор. И тоа практично се покажува дека навистина е од корист. Мотор е мотор. Еве Лјупчо кажува, гледаш, ти заспива мозокот, како на кола, но уште потешко, тука концентрација треба 5 пати повеќе да биде. Точно. И се случува да прикочиш. Негош реакцијата е малку побавна и ако растојанието си го намалил, ова те спасува да не удриш. Да, измигаш. Токму ради тоа, Фактически, да. ток зиг-заг се вози. Да. Добре, това е изкуство. И групата е много по-приметна, која е по-збиена и разширена. Ние тај пат, може да се гледа сега веќе тука на камерата, може да го пуштат, значи повеќе од 3000 км, но 3500 км не беше автопат, не беше едносмерен пат. Така да.
Не беше Не, едносмерен, да, беше кажа. двосмерен пат. По двосмерен пат е дупло по-голема, трябва да има по-голямо внимание. И когато сме група, сега беме 3 мотора, не е много голяма група, ама друго, пак се усекя. Когато светат 3 светла, Да. пишу са пред нас. Правилно не пратят културни возачи на автомобили. Его пато има от страната малко колко еднометро плюс от белата линия. Одма се Да, потръгнем. тръгнува на страна и отваря простор. Да, миите са най-големия мотор, ако помине, ние по него минем всекак. Да. И плюс това ти вече от друга страна ще ни идат. И исто гледат 4-5 светла, 3 светла, и одма и они се тръгнуват и ни остават път. Ние возиме в такви ситуации, както тази сега, малко по-бързо от другите Да. другите возачи. Ке дозволите да приметам нещо. Аз не съм нели вичен за мотор, ама пратам некои ситуации. Например, културата на нашите возачи в съобрекяване, говорим на камионе и на коли, е та. Ако виде мотор отиде позади него, он не оде десно да го ослобода мен, тук оде лево и да го набуте тук около канавката. Значи обратно. Това дека е дефект. Тази култура трябва, значи, у старт да се дозволи простора, значи шофера да замине на другата страна, да се ослобода за мотора да се продължи, а не обратно от десна страна, не ли? Така е. Видите, моторите мора да ги почитуват правилата и прописите исто какво и сите Исто моторни нормално, вози. да. Но, бидејќи сме на отворен простор, и дожд, и сонце, и ветер, пожелно е, посакувачки е да по-големите возила во овој случај Да бидат внимателни. да дадат малку предност на нас. Ние ги почитуваме сите правила, но во такви услови што рече Лјупчо, каде што има можност, јас со мојот мотор кој ќе одам, не одам директно, него му се доближувам, го пратам известно време, Да. 5 Кажуваш, секунди, тук 10 сум, ало. секунди, тука сум. И тие што викаме дека каде е по-голема култура на возење на запад, дефинитивно, колку што таму има, секаде има и таму има неколку несовесни се јавуват во такво Јасно. возење, но таму колку што има совесни, тука има несовесни. И обрнуто. Значи тоа е разликата, но сепак и ние сме должни да внимаваме, си го внимаваме тоа, кога ќе ни се отвори просторот, јас кога ќе решам со мојот мотор да влезам, да поминам, бидејќи имам простор линијата да негош ја поминуваме линијата нормално, но веćinom кога ќе ни се даде тој простор, они веќе се слободни и затоа треба растојанието да биде во разумни односи, за да можат да го искористат тоа мое пробивање, за да можат и они да го искористат, за не поново отварат пат они. Да. Тоа е цел. Те те питам. Калипса, ти кажи ми, дали физички, психички веќе е нормално да се подготвуваш, дали това ще цялата мисля. Аз каквам на риби, taj ден пред това не спи. Все мислям, тапта дали ми препадна, дали не, значи психички мора да се подготвуваш. Физички дали се подготвувате ви, жените. Ай сега они, това е физически напор, нормално, се на тако, но ти как го издържаш това? Това са 10 сата, 12 сата да седаш. Това е може би веќе навика некоја. Воопшто не ми е проблем да се возам на мотор, седештето ми е супер, сувозачкото, имам торбици, има сега допълнително на куфарите, ми бяха како подпирач и воопшто не ми правеше проблем. Не е проблем, значи 10-12 Дори сата е са. по-интересно на мотор, около кола, разгледуваш, ветрот те удара, па и да има дожд, опремен си, ти не си мокър, едноставно имаш добра опрема. Опремата И тоа е доживување за мене. Добро, во однос на, бидејќи самата емисија се вика Мегдан Кујна, а вие жените како жени тргнувате на пат, значи Да. треба да има и некаква кујна. Шо касна радите, шо готвате на тие турнеи? Има, само нашата кујна е многу помаленка, еден куфер, слободно имаше ослободено за кујна, тука имавме од храна риби, конзерви, пастети, фирува. тие работи што не се разсипуват. Да. Чинички, чашки, вилюшки, тоа е обавезно, лимонче, кромиче, лукче по наши, Охо. лепче, Обавезно. обавезно лукче, се тоа си носивме.
Значи, как и застанете негде, Да, за цак, одма се ручек спрема. на паркинг, мораше ручеко да биде на некој паркинг или одмаралиште, бидејќи патуваме. Право се отвара тука, кујните се отварат од моторите, секој вади кој што има. Тук има една пауза сега, баш изгледа. Кој што има, вади, јадеме Бродче. и немаше тука. Спремни. Браво. Си го знаеме редо, не е прва година. Ај малку пауза од режија и пак се враќаме во студиото. Драги пријатели, јас мислам дека денешната емисија ќе нема крај, просто има причини, значи сите тие убави спомени што ни ги кажуваат нашите гости, мене не ми дават за право да го прекинем емисијата, но најверојатно ќе си трае колку што треба и би сакал малку Љупчо, тај свет, значи не случајно Бавка спомна таму на собирното место има по колку? 5, 6, 7, 8 милиарди луѓе, така ли? Да. И можем да приметам на такви тури најчесто се по-сериозни. Сериозни моторџи. Значи не станува збор за млади луѓе кои, да кажеме, ги уживат у брзини, уживат. Шо е филозофијата, например, да те тегле тебе? Еве, пример, ајде, Митко кажа, Митко има над колку кажа, 18-19, добра. Ти си веќе у десетката влеваш. Така е. Шо е това, што те влече? Се. Од тргнувањето од дома, патувањето, дружбите. Една убавина. Ке стигнеш там, гледаш кој со кој мотор дојде да се дружиш. Мите и Обавка имат веќе повеќе пријатели од долгогодишните релија. Они одат кај чеси, австријци, германци доваѓат кај них. Дојдете ли, ај по една раки, кај му обедче, кога таму. Отвараш пријателства со цел свет. Плюс това исто ме вдахнува појавата на Македонија таму. Како член на репрезентација на Македонија, те уважуваат, ти прават процедура, си одеш по протокол, те бодуват, значи дојдел си оддалеко, по број на мотори и бодови добиваш, плакети, едноставно те ценат како... Добиваш некој статус точно. на обшествено одговорен човек, значи у секој поглед се чувствуваш како реализирана личност, това ли? Точно така. Точно така. Јас би дополнил, ако Љупчо го кажува, многу убаво го представила баш тоа бодувањето како што е. Но, кога вие го кажавте ово, па ми даде таа правата идеја. Значи, Љупчо сега на 10-ти пат ќе добие меритум сребро. Он на 5-ти пат добил бронза. Меритум сребро, а на секое ФИМ рели добиваш значка од организаторот. Но, после ФИМ организацијата со седиште во Швајцарија, ја доделува таа значка. Значи, ФИМ меритум на 5 пати бронза, на 10 пати сребро, на 15 пати злато и ние сега треба да го земеме дијамантот. На 20 пати. На 20 пати. После има мастер и така натаму. Луѓето зошто одат и ние зошто одиме. Токму тоа што го кажа Љупчо, многу убаво го објасни. И плюс тоа уште кога завршува релито, веќе се подготвуваш незванично за следното. Истото го прават и тие луѓе од западот што доаѓаат таму. Таму се, вие рековте за сериозноста на група луѓе. Таму има забави, како што спомна и Љупчо или Калипса, има забави, но забавите се од културен карактер. Јасно. Значи, таму ние во Ирска имавме групата која е сега светско чудо за степување, тогаш 2001 бевме, они тогаш беа во екот на популарноста, они ни приредија главна забава. И така натаму. Друго, таа значка, веќе статусот што рековте вие. Значи, и сега кога се редиме на парада на нацијата, на чело стои на парадата оној што има најмногу релија. Значи, он е прв. Значи,
Тоа не значи ништо на некој, но тој што е таму, му значи многу, бидејќи што поблиску до онаа Македонија да бидеш до плакатата. Да, Тоа чувство те понесува. Понатаму, релито не е само обично шетање да го разберат луѓето. Значи, покрај тоа што рековме дека е представување и доаѓање до нови пријателства и така натаму, самото чувство после таа тешкотија на две тркала па дожд, па ја затоа викам, многу сум посреќен тука што имавме лошо време, него да имавме нормално време, ќе бев не толку среќен, но секој може на нормално време да оде. Да. Значи, и затоа и со мотор. Ние додевме со автобус или со авион, ние нема да бевме интерес на вашата емисија. Или со кола. Сигурно, да. Него отидовме со мотори. Така. Значи, што потешко е, тоа е предизвикот уствари. Тој ветерот што го осеќаш, тоа дождот што те тепа, ветер таму на Нордкап, ние викаме 10 степени, ама на Нордкап имаше единица, можеби и 0 степени беше. Кога се симнавме од моторите, кога ги извадивме кацигите, образите не буцка како на скиење на Божик, кога ќе одиш на скијачки центар, кога ќе одиш да чекаш таму на ред да се качиш на ски лифтот, како те буцка лицето, и исто тоа, ветер, има снимка убавка правено, не се слуша што збори од ветер, отвореноста од Северното море, Баренцовото море, односно тоа е веќе на крајот, како што реков на крајот. Самото, значи, обично кај секој човек има потреба да запознава други култури. Нели, познавајќи го својата култура, викаш, чекай да видам колку сум различен од другиот. Од таа причина, нели, секој носи одредено искуство и веројатно и таа комуникација. Од самиот начин да тргнеш на такво едно, нели, патување, има тај подготвителен период, не е период само дај да се спремме торбите, него самата таа комуникација, интернет, движења, GPS, карти, дек треба да движиме, шо сето това тебе права една богата личност, ти мораш да истражуваш, нели? И ти бараш која релација е подобра, как да стигнам, па комуникација со некои луѓе, ваши пријатели кои веќе сте ги стекнале, нели, по пат, удејки по тие повеќе, такво веројатно си делите и совети, комуницирате у теку на цела година, а? Тачно. Има, нели? Точно така. Има така, знаете, само уште нешто да кажам. Во групата на тие луѓе, само уште тоа да го дополнам, бидејќи ќе ми остане на пола мислата. Во тие луѓе, 90% од луѓето кои се учесници на Фимрелито, се бизнисмени, професори, лекари, кои исто така и они го чекат тој ден. Токму сите тие побуди што нас не терат да одиме, исто и нив ги терат тоа истото. Да. Лупча, предходно ти комуницираше ли со одредени луѓе, например, викаш од Литванија, од Полска, или се надоградуваш преку интернет со одредени информации, или само преку искусните мајстори? Тук ще се. Сега веќе со интернетот е многу по-лесно. По-лесно, да. Чукнеш, видиш рута која е најбрза, најкратка, некој пат па и заобиколуваме најкратката рута, како вај година у Маđарска, во Унгарија, наместо да си одиме по автопат Братислава па Краков, ние фатиме низ сред словачки планини, живописни места за возене. Да не поминахте низ Кошица? Не Кошица, него на Зволен отидовме. Добре. На Зволен, Мартин, Банска Бистрица, има скијачки центар тамо, Да. едни, па пред да слегнеме на кај Краков имаше една планина га возиме. по дожд. Убав дожд. На враќање. Не, планината. На Одене. На Одене, да. На Одене. Да. Едни широки кривини, убав асфалт. Голдвин го уши да го залепе на ивицата на асфалт. И живописни места за возене. Добро, јас Словачка го имам четено доста и го познавам од прилика, така да не е некоја остра по планини, а е многу питома, многу е богата со природа. Уште нешто на враќање, имавме можноста, скршнавме малку намерно да кажеме, во Зволен влеговме во градот, па после од таму излеговме на рута 66. Таа рута 66 не е за Европа карактеристична, таа е за Америка. Од Чикаго до западниот брег. Тоа е најпознатата рута за моторџија во светот. Како што е познат и предизвик Нордкап. Но словаците напишале
Вие возите сега рута 66, европска рута. Една живописна, кратка, но Прекрасно. много убава рута. Името на патова е 66. Бройката на пата. Да. Свестно направено, това е туристическа атракция за... Да. И дават еднознаменце там, рута 66, не знам Да. дали мислим. Добре. Иначе, обично най-краткиот пат го избираме. Оваа година поминавме низ многу држави, така не возеше патот. Значи, почнувајќи Србија, Маđarска, Словачка, цела Полска, Литванија, Летонија, Естонија и стигнавме Финска. На крајот во Норвешка. Значи, тоа се богатства на земји кои ги посетивме, градови, села низ кои поминавме, можност да видиме како луѓето живеат, пошто и останувавме на спиење. Прекрасни луѓе, секаде бевме многу убаво пречекани. Можност да се запознаеме со нивниот начин на живот, да видиме како, можност да поразговараме со луѓе од различни земји, значи богата ни беше рутата затоа што поминавме многу држави и не секојдневни, што ние во обичниот живот, значи никој на одмор не оди во Естонија да кажеме, Сигурно. од кај нас или Литванија или Летонија. Значи можност да видиме земји кои вообичаено кога одиме на одмор не би ги посетиле, меѓутоа еве сега да. Спремни бевме со Калипса, тоа се смеевме, мора да кажеме, Финска. И Финска е една држава која е најбогата, мислам, со езера во светот, 188.000. Ние тргнавме, носиме купачи костими со нас, Се бајде. ли езера има секаде. Значи гледаш само езера, дрва, борова шума, зеленило и ништо друго. И кратки панталони, вакви, такви, ништо од тоа. Значи, температурата ни изненади, важно моравме да се да бидеме подготвени, меѓутоа не ги искористивме овој пат. Иначе имаме шанси на други места кога одиме потопли. Овде сега гледавме само, мислам ни беше ладно, убава природа за возење, меѓутоа не искористивме ништо од летната гардероба што е. Само кожа и кишни. Нели? Да. Не бива. И Да, дебели време. блузи. А имало ли е прилика, например, да се погода годината према тие делове таму, да се погода годината по-топла и да се чувствува по-приятно, а? Еве, 3 дена после нашето пътување, 24 беше на Нордкап. Слънце! Маля! Не, јас не се радувам на тоа. Не? Не. По-жешко, по-лоша? Баш Не, им кажах на не. некој Србија. Викам, гледайте на Нордкап колко е. Не, него она што го реков преска. Лесно е на 24 степена да водиш мотор. Да. Проблемот е на 1 степен да водиш со дош леден. Така. И ирваси да те претрчат на 2 места ќе Ке се судревме. ќе се судревме со ирваси. Изгледат, а? И што изгледат, сега си може би периодот, сега светло оти се, па зимата ќе одмарат, ќе гледат мали. Гајли немат. Гајле си немат. Дедо Мраз, видехте ли? Дедо Мраз го видовме исто Бехте така во кај него? Рованиеми. Да. Тоа е имаме веројатно во снимката ќе испадне и тоа. Значи во селото кај што спиевме во мотелот Лјупчо Преска што спомна. Кај Русинот. На 40 километри градот Рованиеми. Тоа е местото каде што Дедо Мраз, нели, поаѓа. Да. И ние уште на вечерта се во разговори со овој газдата на мотелот и нашата желба да го видиме, сознание од порано, отидовме, се сликавме со Дедо Мраз, го поканивме за Македонија да ни дојде. Ќе дојде, рече, оваа година ќе дојде. Значи, децата да чекат. Да. Дека чекат, вика, оти ние кога дојдовме, он прашува од кај сте, ама Дедо Мраз, во права смисла Дедо Мраз. Мислиш, кукла е, нашминкан направен, апа направиле место за и убав, како Дедо Мраз. Да, да. На нас возрастните ни е убав. И направиле Туристичка. туристичка атракции за пари да собират. Алал да има. Да, да. Неко, тоа е тоа. Треба да се текне. И снимка права туш кога ќе влегаш, он си седи тука, се поздравува, од каде сте, од таму, и на крајот среќен пат, он ни посакува, јас му викам да ни дојдеш оваа година, ни изгледа не скокна малку. Не, вика, јас поминав, ама сега малку да не ја обрнам дртачки да мислиш. Мислимо да е дојдел до Богоројца. До Богоројца и ако немал виза за Македонија, па имат го врнат. До Богоројца, од Богоројца, тука не се опуштига. Иначе и тоа е атракција, мислам, последно. Да се надоврзам на молбето на убавка. Повеќе земји, гледаме
стилови на живење, традиции, луѓе. Уж ке влеземе у Словачка, маđарите не е толкова. У Словачка веќе наша фаца луѓе. Друга култура, да. Уви женски, складни и машки. Преспиваме пред Варшава на 200 км. Во Полска. Во Полска. Да, Да, Словачка, Полска, Тоа Чешка. многу убаво ја знае, калипса таа приказна, оти они отида да бркат разговорите да ги прават. Навагиме го хотелчето и двете дами ги пущаме да терат смештай. Попуст 50% право за двете дами и за моторджиите. Браво. Сабота вечер беше, гледам нещо се движе, коли. Сватба име, вика вечер. Точно от 10 саато, до събрали до 6. Седейте, пива носят право от сватбата, излеват вонка да пушат и они. Има закон. Две млади деца, а со полскиот язик много слични зборови имаме. Има. Добре. И сумообетния седат двете деца. Ти знаеш полски, вика. А вика, вие са зборовете много Да, слично. слични. Седеме и со нег преводно обед. Традицијата на поляците е много слична со нашата. Да. Добро, ти са славянски Да. народе и они имат одредни култури, одредни начин на филозофия на живото уопште. Приемливи. Словени се тук се немаш. Тој У Финска Русин го беше закупил хотело, газда на хотела. Исто така не пречека много убаво. Оттам тръгнаваме за Нордкап. Беше едни 1000 и нещо километра и трябваше да го разделиме на 2 дена, за да се върнем пак кай Русино, декшо ни е познато там, Да, там да си спием. Вози, уше малко до Нордкап и викам, сега излезат 2 дена, некак не отговаря. Питаваме на едно место за спиене, некаква цена кажа безвеза. От taj камп по първи ще застанаваме. Изози му 6 км от друг камп, дойде веќе да стипл 11 саато. Слънце немаше, ама бел ден. Джинджан нема човек. Си спи. Само двоица млади играят си на компютъра. А викам да... Рецепция затворно всичко. Некои газдарица да се сместаме. И студенко беше, и ветър имаш. Има снимки оттам, ки покажеме. Много. Викаш. Ки го викнам. Чекаме со Васко. Нема ga. И да сонлива. Викам, место за спиене. Нема. Не и се занимава, нощно време за них е веќе касно. А има слободни бунгалови, гледаме. Веќе бива, не бива, мора да се спи. Нема место. Викам, тент, шаторче нещо. Торете отзад шатор. Се завълнаваме шаторто. Ги поставиме зад хотело, шо им беше. Там и камп направен нормален си за кампирачи. Завет, нема ветър. Разпостеляваме се. Освежиме се малко. Айде на море ке одеме. У 12 саато вечер. Море един на най-девек. Един на дека легнаваме. Та збора ми беше та газдарицата на хотело, на кампо тамо, едно ладно. Не заинтересирана. Нема соби. Да спием шатор негде. Торете отзад. Да нек. Не е ни важно. Да. Депресија да не е фатило. Обично тамо современите нордици ги фаќа депресија. Токму е тоа 6 со 6 што е. Да. И статистички е докажано дека сега може би е тоа како црна хроника, но така е, сум сретнал некаде како информации, дека најмногу бројни самоубиства има таму, токму кој ќе ги фаќа. Војводини најмногу свет. Да? Да. И не се на Нордкап, они што тоа. Не, Војводина од Терамна, значи процентуално у свето во Војводина има најголем процент на самоубиства и се многу се морбидни. Значи едно од најстрашните е некој човек на 62-3 години оде на пругата, са бајле у 7, мамо стигнува 7:05 и му мине воз. И седнува на пругата и го пита на тај, кога се враќа? Вика вечер у 10. Добро. До вечер до 10 саат. Како за тај период, од значи до 7 до 7, 12 и од 7 до 10, 15 саата, не му поминала позитивна мисла
да го смена одлуката. Не Не, го чека от 10 сата го чека и го завършва работа. И беше една от страшните анализи, нели, на психата на човека. Така да Воеводина е заради тази рамоти, заради... Ова Любчо ще окажува колку имаше проблем, оти мене малку ме поштедват по-млади се они, нели? Нормално, јас ми дават одушка одма цигаре, они по-млади трчат лево, десно, бъркат газдарици, газди. Добре им личи Личе, газдариците. нели? Сега, сабајлето, ние во 9 саат стануваме, ја чекаме газдарица да ја платиме. 15, пола саат, чекаме да ја платиме. Крајот и плативме на конобарката таму и дадовме пари, колку што беше договор за кампување. Не излева да земе парите. Ај ки си одеме, не си одеме, как ки си одеш? Не било. Да, неприятно е. Едно време Скопјана бега от таквото, от Гърция. Kad stana vojната са бали от 3 сат към улетна, сите ни плати нищо. Но, не е битно. Битно е друго. Битно е, що може би влиянието на временските, нели, викаш ти 24 сата нон-стоп ден, нели, 6 месеца, все е ден. Да, е страшна ситуация. Скоро гледах един документарен филм за некво финска, неко рударско место. Дек ще одат и руси, и финци на работа. Близки са там. Близки са и нормално си живеят. И русите, и финците заедно от тази рудник на работа. И толкова тежко, значи се отлучат, а тежки пари им дават, големи плати. Там имат направено како станове, убаво, топло, школа имат, градинки имат, 24 сата им гледат децата, но тежко се отлучват, луѓето дойдат там оти 6 месеца се едноки. 6 месеца се ден. И шо това не е... Кога спомнавте Руси, оти има много. Во Рованиеми, на местото на баш еден како атлас за целокупното село, опис и сите работи што постојат, ретко ќе најдете на англиски, од странски јазик рускија. Руски, да. Ово е баш каталог ми е на руски јазик. Да, бе, да, они се много близки. Многу се и многу ги има сега, кога ги ослободија малку ги има, еве газата што спомна Любчо, газата на мотелот го купил таму го. Изнајмил. Руси. Русин. Али важно не стави на картата. Не стави, Газдата да. имаше карта. Тоа е добар момент. Туристи, 40 км од местото на Дедо Мраз и многу посетители, навистина имаше од Јапонија, од полно вака гужва. Се продават сувенири, се сликат со Дедо Мраз, мислам тоа е атракција. А и бидејќи близко местото, он имал можност да има туристи од сите земји. И сега негова желба беше, кога си одевме, не испрати, вика дали може да се сликам со вас и ни ја покажува картата од цел свет и он се става со шпенички си ги обележува местата, кои луѓе. Кај биле. Си разменивме имейл адреси, сега сме во очекување да ни ги прати неговите слики. Важно, таму веќе не има Македонија, дека сте били таму. Да, дека Кажи се го. пресувале Ние во тој проблем хотел, со- на зидот му се сите слики ставени, мите и Калипси имале проблем. Имавме проблем. Еден, Калипсе како помлада го ја најде грешката. Он на место... Да. Она шпениглата, бараме кај ја ставил на карта на... Да. Бараме, дојде вика да видим што да работи. Гледам таму на солом забодено. И викам, ваѓа таа брзо. Ја вади Калипса ова шпенката, она безопасна, не безопасна, шпенка. Да, се разбере. Со топче од озгоре. Баш бе. И да ја стави баш во Македонија, центар, да се знае од која Македонија. Да. Вика, професоре, не бива, не флеве. Как маре не флеве? Дај на мене. Кога грабнувам јас со овие моите нежни пракчина, да партиснам кога ми се скрши тоа пластиката од одгоре, за малку да ми помине преку, значи ки сум загинал за Македонија, таму. Крвта пушта. Национален херој. Национален херој ќе бех проглас. Важно да Важно, мислите. па намистиме, и открадовме шпенката од Италија. Од има нашата топче. скршена да се знае топче. Италија е поголема, ќе се гледа таму. Да, Ние нашто цк и поубава боја црвена најдовме. Супер. Забодивме така да Како знаете, кој да. ќе дојде од Јапонија ќе знаат дека дека од кој место сме. Така е. Браво. Много ме е драго што ми сте гости, но Мегдан Куина, секој пат има за задача и
бидејќи ми носите многу спомени, и аз морам да ви дадам по еден спомен на кој се сеќавате дека сте биле гости кај мене. Това тука е за машката популација, мислам, да, това е за двајцата господини, а ова е за дамите. Значи, по еден отворете ги слободно. Ти си сега како Дедо Мраз за нас. Сред лето. Да. Да, мислам дека такви украси се, за да едноставно имате некој спомен, кога бехте кај Бат-Бран на гости. Не ли? Това е исто. Благодариме за вниманието. Да, се са некакви символи, вероятно вие символите ги знаете много повеќе. Мора да те повикаме тебе во нашата којна моторџиска. Добре. Не, јас се почнах да дружам со таа група на струмичките пајташе на мотори, но тешко можем да се одлучим уште да се качам. Знаете што, оно што Љупчо Преска го спомна, седење и дружење со сите од цела, не од сите, но германци, чеси, пољаци, австријци, италијани имаме кои доаѓаат во нашиот камп. Оти камповите се определуваат по државите. Да. Ние правиме салата во лагор. Да. Обавезно после или укорите за деца бајнене. Браво. Тука се собираат сите што веćinom тие што не познават, па и непознати доаѓаат. Тука станува се прави една општа веселба, да кажем. Не диригирано. Така, многу важно. За дамите имам, значи, да можат дома, како тргнете, месеите, значи, пред да тргнете на по-дълг пат, за лангиди. Значи, лангиди и по пата, знаеш, уидекме на болна брач и секоја група требаше некој свој обичај. И ние по пат шо ли текна, брашно, квасец и лангиди ги правиме. Замаваме 20 кг зајтин и отимореше групата некој да направи специалитет. И лангиди пържиме насред таму на обалта, вие по пат кога можете... Имаме прилика на Калипса лебот, он прави многу убав леб, црно брашно. Да го јадме дури во Финска. Супер беше. Времето беше студено, како у фрижидер, издржа лебо без проблем. Това ви се от трумичките користи. Направите една баница. Мислам дека, кога деляваме емисията до сега на 4 блока, са тие 3 блока бе толку богати, шо се што ќе кажем јас, ки погрешам, но на вас ви давам за право, се што сакате, у кратки црти, за крај, да ја кажете на нашите гледачи и од мен да ви посакам убави патишта, убави спомени, живота ви да ви биде секој пат богат и да го представате не само државата и самите себе со најкултурно ниво, со најубави впечатоци и да бидете не само горди на Македонија, туку и ние да бидеме горди на вас. Повелете нешто, ако сакате, кажете. Јас би кажал следното, ќе се надоврзам на онаа скромноста наша. Овој поклон што ни го даде вашата куќа, ќе влезе на ист ранг со диамантската значка што ќе ја добие. Ќе биде меѓу нив. Вие сте едни од ретките, освен Автомотосојузот во давнешни времиња кога мислеше малку на нас, овој поклон ќе биде токму во средината на сите тие мои патешествија што сум фрлил и илјадници евра по асфалтот, ни за успехот, и маките, но и задоволствата. Ова ќе биде дел од тоа. Ви благодарам на вниманието и многу убав поклон. Моментот е убав. Се надевам дека секој пат со гостите треба да бидеме и ние внимателни. Прво, за мене е чест што сте дојдени и чест е што сакате да го споделите вашето искуство не само со мен, туку и со гледачите. Нели, на крајшта, медиум како медиум, нашиот канал висе во моменту, нели, бидејќи регион, имаме над 250.000 гледачи, скоро 300.000, која не е малечка бројка, така да
бидете сигурни и нашите гледачи ќе бидат срекни, ще има прилика да ги слушнат вашите изкуства, вашите пътувања. Мислам дека ретки се, еве, немаме много прилика да сретнаме такви луѓе и да не бидат баш медиумски, нели гости. Чест за нас, у секој случај. Ние рековме и на почетокот на емисијата, јас сакам да се надоврзам на ова Мите што го кажа. Ја гледаме вашата емисија и во Гевгелија, баш ни е мило што еве така премиерно после нашето ова патешествие имавме прилика на некого да раскажеме. Ние како учесници во такви патувања, некогаш може и да претераме со тоа што сакаме се одеднаш да кажеме, има многу доживувања, не знам на гледачите можеби се надевам им бевме интересни. И се надеваме дека ќе имаме повторно прилика да кажеме за некои наши такви искуства и многу ви благодариме во секој Значи случај. можеме да бидеме отворени за соработка до крај, сите ваши следни пътувања можете да ги организирате без никаков проблем, а медиумски сме тука да ве покриваме и за нашите гледачи е добро, за нашата куќа, а и знаеш, споменот ако нема да го споделиш со некој не е спомен. И наше задоволство. Да, Любче. Сакам да изкажам голяма благодарност прво до тебе, што така интересно ми прииде, направи контакт, не си имал връзка со моторџии, сакаш да не презентираш, да споделиме нашите спомени, што кажа Обавка со гледачите, да се заблагодариме на медиумската куќа ТВ Канал ВИС, што ни одвојува простор и да се заблагодариме на гледачите. Да, што го држам на вниманието. И аз можам да кажам во кратките црти само дека ова патување беше навистина големо искуство за мене. Се надевам дека и Обавка истото ќе го споделя. Јас сум многу горда што со Обавка бевме едни од неколкуте македонки, можам да кажам, кои со мотор, а може и со автомобил, го освоиле Нордкап. И секој што има можност, би било убаво да го посети Нордкап, тоа прекрасно место. Имам само уште едно кратко прашање. Да. Имаме ли следбеници кои ќе тргнат по истите патеки? Знаете, дефинитивно овака званично не може да се каже, но добро е што има помлади кои ги заинтересира овие долгите патувања. Добре. Значи, дел од нив се откажуваат, но подобар дел од нив се браво, како брашно. Значи, јас можам да кажам дека имаме следбени. Вакви емисии ќе помогнат. Ќе помогнат и овие емисии, да. Кај тебе? Така е, исти е случајот. Да. Исти е искуството и самите вожњи и молбето, нижат следбеници. Минатата година и нивните деца беа присутни на релито. Точно. Да. Да, јас ги имам следено неговите деца, често пати значи медиумски организираме некакви други настани од типу на безбедност во сообраќај за моторџиите и нон-стоп се неговите присутни. Да ви кажеме присутни. таму на овие од западните земји што идат, првата година кога отидовме на релито во Шведска, најстариот учесник беше 77 години или 8, најмладиот беше 9 месеци. Оде фамилиарно, со приколици, со приколици, со трицикли, со ги носат и децата со нив. Така да, мислам, живее тоа и младите. Добро, во некоја прилика, значи, кога ќе влечете приколица на место, бебе, замајте ме мене, говорам како не на мотор, него на не знам шо. Ќе дојдам и јас, ако прашање комби, момби, јас да бидам не знам шо. Кувар, например, да готвам. Има работа за тебе таму. Има, нели? И ќе ни биде драго. Ние каниме луѓе. Јас, еве, за Италија, кога бевме, дојдоа мајстор Коста и Ристо Чугунцелиев. Дојдоа како, јас ги пријавив, како пратече возило, они дојдоа со колата, видоа, бидејќи не беа дошли, не се моторџии, им стана многу интересно, но сепак ние моторџиите сме посебен ков, малку не сме себични. Но, знаете, имаме една друга психа во себе. Но, пак ќе повторам, многу е убаво и има такви случаи, посебно преска реков,
вие кога би сакале, ние каниме луѓе од куќи да дојдат, да пратат. Лјупчо наместо да слика со камерата, убаво би било кога би биле покриени медиумски, тоа би било Еве најубаво. наредната година ќе биде Холандија, Амстердам. Амстердам. Со Господ напред. Со Господ. Добро, да ви посакам пред се здравје на сите вас и на фамилиите, се разбира, и убави моменти у живото, убави моменти со моторите, многу среќа, здравје за сите. Фала, Да фала. сте живи и здрави и за убави моменти да се гледа. Драги пријатели, се надевам дека го државме вниманието. Повелете утре, значи недела, точно во 17:30 часот да гледате првата реприза и во среда после 23 часот гледајте ја и другата реприза. Се надам дека и идната емисија ќе имаме такви прекрасни луѓе кои ќе ни носат прекрасни спомени. Како што кажахме, значи најголемото богатство на човекот е човек кој е богат со спомени. Чао!